ова издание. Злоупотребата на лекови и дрога во пораст. За една година 86.000 американци умреле од предозираност. Тензиите на Блискиот Исток растат. Соединетите држави подготвени за нов договор со Иран. Магионичарски трикови како рефлексија на социјалните прашања. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Изминатата година во Соединетите држави имало нагло зголемување на бројот на починати поради предозираност. Вероника Балдерас Иглезијас известува за оваа тивка епидемија која се шири во сенка на пандемијата со COVID-19. Мојот сопруг што туку почина. Тешко е без него. Тој починал од предозираност. Со децении користел лекови на рецепта и опиоиди да ја олесни болката по неколкуте операции на ребетот. Веројатно мислел дека користи некои нормални апчиња, а всушност конзумирал фентанил. Фентанилот е 100 пати помоќен од морфинот. Синтетичкиот фентанил стана многу присутен во САД. Само неколку милиграми фентанил, како неколку зрнца сол, може да убијат. Измешано со хероин и метамфетамин, прави голем профит за дилерите на дрога, кои го нудат без знаење на корисниците. Затоа што фентанилот ќе ги направи луѓето позависни на тие други поевтин и помоќен. Како резултат на тоа гледаме многу повеќе случаи на предозираност. За 12 месеци, заклучно со јули минатата година, повеќе од 86.000 луѓе почина од предозираност во САД, според официјалните податоци. Тоа е пораст од 24,2%. А во главниот град на САД, шокантно, 60% зголемување на смртните случаи во 2020 година. Психијатарот Нора Волков вели дека пандемијата на COVID-19 ја влошила состојбата. Стресот е голем индикатор за посегнување по лекови. Социјалната изолација во која живееме е стрес, губењето работа, забавеност на економијата. Лесно е да се впуштите во однесување кое привремено ќе направи да се чувствувате подобро. Кори Кусимано го загубила синот во 2015 година од предозираност. Таа води група за поддршка со социјално дистанцирање. Вели дека семејствата честопати не може да си го дозволат лекот налоксон, што може да помогне при предозирање со опиоиди, ниту пак да плаќаат долгорочни третмани за ослободување од зависноста. Рехабилитацијата е мошна скапа, чини меѓу $6.000 и $14.000 за 30-дневна програма во институција. После тоа можат да живеат живот без дрога, но потоа се оставени сами на себе и немаат такво ниво на поддршка. Сега со ризикот за ширење на коронавирусот, многу е потешко да им се помогне на зависниците, особено меѓу најсиромашните. На барање на гласот на Америка, Белата куќа кажа дека администрацијата на Бајден работи на решенија базирани на наука и докази за проширување на работната сила од зависници, како и за надминување на расниот диспаритет во политиката поврзана со дрогата. И агенциите за спречување на ширењето на дрогата ги интензивираат кампањите за превенција во локалните заедници. Почнувајќи од најраната училишна возраст, ако децата учат за ризиците поврзани со овие потенцијално смртоносни супстанции, ќе се намали побарувачката. Се работи за превенција, за третман и за спроведување на мерките. Но и за менталното здравје, вели Викторија Арнолд. Семејствата кои што ризикуваат да го загубат блискиот од дрога, треба да бидат силни и сочувствителни и меѓусебно да се поддржуваат. Зависниците честопати се мразат себе си зашто знаат колку многу ги повредиле луѓето околу нив. Мислам дека треба да знаат дека се сакани, но треба и цврстина за да не се дозволат однесувања кои се опасни за сите. Администрацијата на Џо Бајден и европските функционери продолжуваат со напорите за излоѓање на нов нуклеарен договор со Иран. Во меѓувреме, тензиите на Блискиот Исток растат. Следниот извештај е од Ерусалим. Тензиите меѓу Израел и Иран се зголемија по нападот на израелски брод во заливот и по израелскиот одговор со напад на цели во Сирија. Воените лидери на Израел предупредија дека тие ќе возвратат на сите закани од тероризам и развивање на нуклеарно оружје.
Ескалацијата се случува додека САД и Европа работат на обновување на преговорите со Иран за нуклеарен договор. Израел жестоко се спротистави на оригиналниот нуклеарен договор од 2015 и го поздрави чекорот на Доналд Трамп за повлекување од него. Санкциите кои Трамп повторно ги воведе и наштетија на иранската економија, но не ја запреа неговата нуклеарна програма. Иран продолжува да збогатува ураниум со многу поголеми количини од она што е дозволено со договорот, вели Израел, и додава дека Иран го ограничува пристапот на инспекторите од Меѓународната агенција за атомска енергија. From the Israeli point of view, it's very clear. It's a very bad agreement. За Израел тоа е многу јасно. Тоа е многу лош договор кој им дозволи на иранците да продолжат со збогатување на ураниум. Сега имаат многу подобри центрифуги споредено со преддоговорот. Крајот е многу близу. Мислам дека до 2025-та ќе почнат да се враќаат кон нормалност и за 7 години имаат легитимитет да продолжат со нуклеарниот проект. Но некои израелски воени и разузнавачки функционери изразија поддршка за враќањето на САД кон нуклеарен договор со Иран, спротиставувајќи се на израелската владина политика. I don't think we can trust Iran. Не мислам дека можеме да му веруваме на Иран, но токму затоа и постои договор. Има и наблюдувачи од Обединетите нации. Верувам во разузнавачките способности на САД и во разузнавачките способности на Израел, дека ќе откријат дали иранците се придржуваат до договорот. Некои израелски воени аналитичари велат дека развивањето на нуклеарно оружје е дел од пошироката надворешна политика на Иран. Iran is basically using huge mega strategy. Иран во суштина користи мега стратегија за да се наметне себе си како регионална суперсила, можеби глобална суперсила која развива нуклеарно оружје и која има хегемонија на Блискиот Исток преку поддршка за терористички групи и нивните активности во Ирак, Сирија, Либан и Јемен. Додека регионалните тензии растат, САД исто така нападнаа цели во Сирија кои се поддржани од Иран. Ова е прва употреба на воена сила од страна на претседателот Џо Бајден. И за крај на ова издание на Newsflash, една поинаква сторија. Магионичари. Тие во САД го користат своето хоби за да се осврнат и на важни социјални прашања. Is magic real or is magic an illusion? Дали магијата е вистинска или е илузија? Сакам да ви покажам еден пример. Ќе ги искористим овие 3 монети од по 50 центи. Фокусирайте се на првата. 3 монети, 2 раце, без нараквици и ракави. Ова што го гледате ви изгледа невозможно, но го правите невозможното можно и предизвикувате изненадување. Кога ќе помислите на магијата, треба да мислите на креативност и што е најважно да го направите невозможното возможно. So I got started in magic, not when I was young like most people. Јас не почнав да се занимавам со магија кога бев млад, како повеќето, туку кога студирав медицина на Универзитетот на Пенсилванија. На почетокот ми беше само хоби, нешто што го правев за да ми помине времето. Заедно со група пријатели одевме да правиме трикови со карти. Но еднаш имав изведба во студентски кампус на повеќе од 2 часа оддалеченост од Ајова. Кога се крена завесата имаше 500 луѓе. Не можев да поверувам. Што ме најавија, излегов на сцената и прво нешто што се сетив да им кажам е дека кога слетав утрото, бројот на афроамериканците се зголемил за 100%. Излезе шега, но како што се вели, има вистина во комедијата. И на сите им се допадна, бидејќи сватија дека нема различности во градот. I believe that every artist Верувам дека секој уметник треба да ја користи својата платформа да разговара за важни прашања надвор од уметноста. There's a saying by a famous magician named Joseph Dunninger. Постои изрека од еден популарен магионичар Џозеф Денинџер која вели дека за оние што веруваат нема потреба од објаснување. За оние што не веруваат пак, објаснувањето не помага. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете не и утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!